Добро вечер, гледате анализа. Добро вечер и за моите гости, двајца политиколози. Имам Благоја Атанасовски, Иво Ранџеловиќ и еден новинар, Мирче Адамчевски. Добро, одиме со договорот потпишан меѓу владите на Македонија и Обединетото кралство, кој е поддржан од опозицијата, но само од политичкиот аспект, за разлика од оној заем од 6 милиарди евра. Тоа е проблематично. Можеме од вас да Што е проблематично во заемот, сушност се знае. Условите, какви камати има, до кога би траел рокот на исплата, грейс период, така натаму. Добро, јас можам тоа да го прокоментирам во својство дека дефинитивно Македонија со одлуката на владата да не ги прифати уставните измени на еден начин, да кажам своевремено или на еден малку подолг рок се откажува, условно кажано, од евроинтеграцијата на Македонија, односно од почнување на преговорите со Европската унија. Точно знаеме дека со почнување на преговорите следуваат огромни транши од финансиски средства и грантови од самата Европска унија, која тие се мали. Треба честно да се каже дека не се 6 милиарди. Не се 6 милиарди, да, ама се неколку милиарди во зависност од колку години преговарате, зависност од какви капацитети секоја држава во преговорите со Европската унија, додека преговара, ги земала за развој на стопанството, инфраструктурата, економијата и подигнување на животниот стандард. Еве ќе кажам податок за вашите гледачи. Унгарија е земја членка на Европската унија која по глава на жител има најмногу искористено фондови на самата Европска унија, покрај тоа што премиерот на Унгарија се смета црната овца во самата Европска унија. Во Хрватска има мерливи податоци дека неколку милиарди евра од самата Европска унија се има инвестирано во хрватската економија, инфраструктура. Од тој аспект мислам дека овој политички потек на владата за заем од Велика Британија или исклучување на такво стратешко партнерство, каде што се уште имаме некоја, да кажам, политичка магла околу тој кредит, некои го викаат грантови за инвестиции, развој, опозицијата обвинува за недоволно објаснет стратешки договор во однос на нетранспарентен во однос на кредитните ставки. Сметам дека суштината на сето ова е дека Македонија дефинитивно знае или оваа политичка влада одлучила да не ги прифати одредбите од францускиот предлог како услов без кој не се може да се почнат преговорите со Европската унија. Токму тие преговори со Европската унија се еден вид на, како да кажам, финансиски инекција за државите кои преговараат со самата Европска унија. Тоа го покажале примерите и практиките од сите држави од источна и југоисточна Европа во изминативе 20-25 години кои по падот на комунизмот станаа нови земји членки на самата Европска унија, а Македонија по сите параметри покажува дека е држава која има најнизок економски раст, најниска плата и инфраструктурно заостанува дури за една Албанија која веќе ги почна преговорите со Европската унија, да не говорам Хрватска и Бугарија какви инвестиции има во последниве 15-20 години во инфраструктурата и колку го зголемија бруто домашниот производ. И мислам дека ова е дефинитивно политички или политички гешефт, така јас го велам, на оваа влада да направи алтернативна, аналогна замена на, условно кажано, замрзнатото членство на Македонија во Европската унија. Не е условно, зашто условно? Не е условно, туку де факто е, бидејќи сакам да кажам, владата, оваа политичка власт, не вели ние се откажуваме од европската интеграција и преговорите со Европската унија, ние не заземаме друг нов геополитички курс, да кажеме Македонија ќе се сврти за 180 степени во својата геополитичка ориентација кон други земји како Русија, Кина, БРИКС или арапските земји. Се уште декларативно и номинално ВМРО-ДПМН и незините коалициски партнери велат дека една од главните стратешки цели на Македонија е членството во Европската унија, но не под овие услови. Реалноста е таква каква што е, сурова е за, да кажам, македонските евроинтеграции и самата реалност нас ни изискува, да кажам, да бараме нови алтернативни патишта, а тие патишта не се свртување кон исток, туку еве, да кажам, тој кредит од Велика Британија за кој се крена толку фама, и јас тоа го сваќам дека тоа ќе биде еден вид на воздух, што се вели
потребен за македонската економија, македонското стопанство и станува збор на вистина за прилично голема сума која е, да кажам, скоро половина од бруто домашниот производ на државата или тежи колку еден буџет на државата. Ќе видиме на вистина дали овие средства во иднина ќе бидат така реалоцирани и искористени да видиме ефективно подигнување на животниот стандард, на вистина градење на потребните инфраструктурни проекти и сето тоа каков инпут ќе има во македонската економија и дали стварно тоа ќе биде замена, аналог, алтернатива на изгубените европерспективи и дали Македонија конечно може да мрдне од мртва точка што се вели во својот економски стопански развој, но од друга страна пропуштаме да кажеме дека тоа нам нема да ни донесе некои други бенефити кои ги губиме со замрзнатите европреговори, а тоа е, да кажам, средување во судско-обвинителскиот систем, бидејќи владењето на правото е катастрофално, ефикасна администрација, говорам тука, па дури ако сакате и за подобрување на животната средина и амбиенталниот воздух, бидејќи има погледе со Европската унија, овие 6 милиарди евра нема да чинат во тоа, да не говорам за демократијата и човековите права која секоја држава претендира да кон Европската унија. Тие работи нема да ништо се подобрат со кредитот од Велика Британија, пред се гледа на економско-стопанскиот развој и подигнување на животниот стандард. Да, добро. Ајде, Ранџеловиќ, гледате ли вие алтернатива на Европската унија? Па не. Како што вели Атанасов? Јас искрено не се согласувам со овој став во делот на тоа дека така треба да го анализираме договорот. Прво, иницијатор на овој договор за стратешко партнерство не е владата или нашата држава, дека барала нашата држава алтернатива, успеала да испреговара со Британија алтернативен модел на финансирање. Нас Британија ни го нуди ова, а ние го прифаќаме. Значи нема никаков заеднички содржател на алтернативен модел со евроинтегративниот процес. И самата влада изјавува дека не се откажува од тоа. И сега ние ако сакаме така да гледаме на тоа, тоа е релативно може да е наш став, нели, меѓутоа нема тука никаква поврзаност. Ова е наместо да излезете на финансиските пазари отворени преку разноразни институции како Светска банка, Монетарен фонд, вие правите еден договор за стратешко партнерство и како привезок на тој договор имате економска, односно кредитна рамка која може да искористите, ама и не мора. Значи ова не е кредит, нас ни тече сега каматата, значи ние како држава не сме обврзани да искористиме таа рамка. Да, тоа имаме можност, нели, било која влада да искористи онолку колку што сака во одреден период и овој договор има рок на траење. Договорот со Европската унија нема рок на траење, ова е 10 години договор и секој може да го раскине во рок од 60 на ден на еднострано без судови. Мислам, преголема тежина му се дава на овој договор со тоа што ќе го споредите со евроинтегративниот процес. Али ако, еве ќе се дрзнам и така да го анализирам, овој договор не доаѓа по цена да ги внесеме бугарите во устав. И 6 милиарди да ни нуди ЕУ, 6 милиарди да ни нуди Британија, овие не ни бараат бугари во устав, менување на име и слични работи. Значи, има посериозна тежина барањето на Европската унија. Затоа сметам дека не би требало така да ги гледаме. И само ќе завршам, пошто прашањето ви беше во економска смисла. Да. Нема по-погрешно нешто, и тоа е една неукост на нашата јавност, да фокусот на критиката и на опозицијата, и на нас како јавност, и на граѓаните, да оди кон каматите. Тоа е најмалиот проблем на било кој кредит. Најважно е како ќе се искористат тие средства. Ако тие 6 милиарди, 5, 3, 2, колку и да се искористат во исплатливи инвестиции кои ќе го подобрат животот на граѓанинот и со тоа прогресот на оваа држава, најмал проблем е каматите и како ќе ги вратиме. Зошто? Македонија е држава која не излегува на море. Нема газ, нема нафта, нема некаква бог знае каква индустријски капацитети. Значи ние немаме и при тоа имаме страотна партизација, се краде на велико што се вика. Значи ние немаме бог знае какви алтернативни начини на финансирање на економијата. И кога ќе ви даде некој ваква шанса, вие само треба рационално да искористите. Ние сега може да најдеме милион мани, меѓутоа вакви договори за стратешко партнерство подпише Индија. Се подпишува цел Балкан, пред се САД и Европската унија. И сега ако сите седнеме и анализираме што ни наумила Британија и на Европа и на САД, разбирате, прво Британија нема никаков интерес кон Македонија, ниту да ја наштете, ниту да ја помогне. Мотивот за овој договор е
едноставно целокупното реструктурирање на светскиот поредок, во кој се поважен е мултилатерализмот и Британија го бара своето место под сонцето, ако може така да се изразам. Значи да спроведе едно влијание, да се наметне. Тоа е едната работа, и второ, го осеќа вакуумот кој е тука создаден на Балканот. Што значи вакуумот? Евроинтегративните процеси се вака или онака закочени не само за Македонија, и за други држави на Балканот. Администрацијата на Трамп има пасивни дејанија кон Балканот, гледаме дека воопшто нема директна некаква иницијатива да се решат тука проблемите, се повеќе имате кинеско влијание, да се подсетиме на унгарскиот кредит кон Македонија, да не збориме за Србија какви кредити има од Русија и Кина, има руско влијание, и секој гледа, секоја сила како што е од калиброт на Британија, гледа да се позиционира во тој вакуум. Така што сметам дека топката е на нас, не на Британија. Тие 6 милиарди во Британија може имаат 5 милиони граѓани во Британија толку пари во банка. Значи не се тоа некои не знам какви износи за сега Британија да крои некаква политика за таква една кредитна рамка. За нас се премногу како држава. Меѓутоа ако ги искористиме успешно, рационално, без разлика дали е ВМРО на власт СДСМ, меѓутоа тоа нешто да се направи, а има насоки во рамката каде препорачува британската влада да се искористат тие средства, тек тогаш може да зборуваме дека тоа е некаков алтернативен модел на Европската унија. Сега вака да го анализираме, според мене, а и било тоа декларативно или не, продолжуваат тие напори да се направат преговори со Бугарија, да се најде некој модел и така натаму. Меѓутоа и да успее тој и да не успее, сметам дека треба да се фокусираме на рационално трошење на парите, еднаш оваа држава да заживее, овој народ достоинствено да го потроши својот живот и да покажеме на светот доволно пари. 6 милиарди е премногу за Македонија. И тие некои, со ова ќе завршам, се извинувам ако сум долг, меѓутоа тези дека ќе се задолжила државата над 60% од бруто домашниот производ. Имате држави во овој свет, како Јапонија, преку 200% е задолжена. Меѓутоа има потенцијал да ги врати. Бидејќи светот знае дека Јапонија кога ќе им позајми пари, односно ќе позајми Јапонија од светот, ќе инвестира како што ќе инвестира секој нормален јапонец. Авганистан е држава која има 8% задолженост во однос на бруто домашниот производ. Па убаво живеат. Значи не е само да сте малце задолжени, треба малку и памет. Добро, ќе реплицира Атанасовски околу несогласувањето, но да одиме и со мојот колега Мирча Адамчевски. Сметате ли дека не се важни овие камати за кои вели Ранџеловиќ во барање на кредити? Мислам дека не се важни, но сепак знаете, има една поговорка, вика бесплатно свирење има само во стапици за глупци. Добро, и да, критиките на опозицијата се и отворење на кампови на имигранти. Но мене повеќе ме интересира кој е интересот. Знаете што кога се случува два договора, мора да постои интерес. Кој е интересот на Британија да ни го понуди нам, тие средства? Јас не можам да дешифрирате, да. Не можам да спекулирам, но предпоставувам дека измените кои што настануваат во светот и во Европа кои што настануваат и потребата на земјите да го зголемуваат своето влијание, пошто ние сме били на маргините, досега ни Британија, ни кажа Ранџеловиќ и за Америка во овој момент не интересира. Веројатно нешто се случува таму за сцената и токму тоа ги води британците да понудат на Македонија, да не заборавиме дека тие има и договори и со Руанда, там направија договор и со други држави. Предпоставувам дека сакаат британците сакаат да се позиционираат и на Балканот, затоа што во Србија не може да се позиционираат. Хрватска и Словенија се цврсти членки во Европската унија. Кој останува настануваме ние, Косово, Албанија веќе се оди нагоре, другите сите околу нас се војуваат, така остануваме само ние, по санкциите, меѓутоа и таму е прашање и Косово. Значи делот од Балканот, Британија сака да влезе во Македонија. 6 милиарди се пари, големи, огромни пари се. Многу битно е како ќе се потрошат, затоа што ние знаеме и кога се земаат други кредити, па имаше од тие 10% или 20% одат во приватни џебови, кои ќе почнат да се градат автопатишта или кои ќе почнат да се гради, не знам, да други работи, кои ќе почнат се тоа се спроведува или Чепрен, ќе се јавуваат една фирма, па друга фирма, па трета фирма, па ќе се јавуваат и
во министерствата луѓе кои што се почисјаваат и како што имаше по телефонот разговорот, миле да не се 5% малку или не се многу, така што мене тоа ме плаши. Што го кажа Ранџеловиќ, дали рационално тие средства ние ќе ги искористиме и колку ќе ги искористиме. И дали имаме ние проекти прво за таа работа. Ја не знам кои проекти ги имаме. Вика Чеврен Галиште, тој проект царе му е 30-40 години, што треба да се обнови, може година, две ќе треба на тој проект да се работи. Значи тие пари, ако некој смета Чеврен Галиште да ги даде, тие после 2 години ќе може да се искористат. Се зборува за клинички центар. Клинички центар, прво не се знае локацијата кај ќе биде. Имаше една локација, друга локација, трета локација. Болници во Штиpo, Хичево. Секоја локација, секоја си бара, значи, тоа ќе време ќе треба да помине најмалку година, две, додека станат овие средства, додека ќе може да се користат овие средства. Се тие година, две треба да се искористат, власта треба да ги искористи, да седне, да проанализира кои се приоритетите на оваа држава, како треба да се направи тоа, кои се проектите, да седнат да соберат умови, и македонски и странски умови, да направат проекти за едно, за друго, за трето и после тоа да почнат да ги публикуваат парите. Добро. Може Атанасовски, околу несогласувањето, ако сакате да реплицирате. И за ЕО, и за неважноста на каматите. Да, апсолутно. Мислам дека многу ќе бидеме ние наивни ако сметаме дека преговорите со Европската Унија ќе продолжат преку барање на креативни решенија или не знам како што велевме до пред 6 месеци во Бугарија нема стабилна политичка влада, има перпетуирање на избори, да дојде формирање на стабилна политичка влада, па тогаш со Бугарија ќе седнеме, ќе најдеме заедничко компромисно решение со туторство на Европската Унија да се надмине условно кажано проблемот од францускиот предлог. Видовме дека од јануари месец па наваму во Бугарија се формираше стабилна политичка влада која ги има истите ставови како сите претходни технички влади, односно тие се држат и по одредбите на Народното собрание во Бугарија за исполнување на прифатените обврски од францускиот предлог, така што мислам дека ние ќе бидеме не премногу наивни. Тоа е веќе свесно и манипулативно да се верува дека Македонија може да испреговара подобро решение со Бугарија, сметајќи дека во Бугарија ќе дојдат нови политички елити кои ќе ретерираат од, да кажам, прифатените обврски за внесување на бугарите во уставот. За жал сме дојдени до таа, условно кажано, мртва точка во која не може да ја завршиме втората меѓувладина конференција, де факто да го отвориме првото или првите поглавја со Европската Унија, така што од тој аспект говорев дека овој кредит ќе биде алтернатива за, условно кажано, изгубените паритетни средства кои Македонија требала да ги добива хипотетички со отварање на поглавјата со самата Европска Унија, бидејќи примерите од минатото го покажале тоа. Во 1991 година Македонија, после падот на комунизмот и сите тие земји од Источна Европа, имала ист бруто домашен производ со Летонија по глава на жител. Летонија стана членка на Европската Унија во 2004 година. Економските параметри велат дека Летонија има 3 пати поголем бруто домашен производ по глава на жител. Односно, сакам да кажам, изгубените европерспективи во овие 30 години, а не само во последните 3 години после францускиот предлог, Македонија е чинат многу во заостанување во однос на инфраструктурниот, економскиот и секаков друг раст и развој на државата и граѓаните. И затоа велам и сметам дека ова јас лично го гледам како алтернатива на се уште изгубените европерспективи, бидејќи ние де факто Европската Унија само ја говориме во изминативе 20 години, а не сме мрднати од мртва точка од моментот кога добивме кандидатски статус во веќе далечната 2005 година и 20 години не може да влеземе во процесот на преговарање со Европската Унија, каде што би било клучно да ги направиме тие реформи и да ги црпиме средствата од фондовите од самата Европска Унија, да биде еден динамичен процес на кој ние ќе се развиваме, интегрирајќи се паралелно во структурите на самата Европска Унија, инаку во однос на каматите или во однос на тоа како ќе бидат искористени средствата, да, апсолутно е точно, вие може да земете не 6 милиарди, 60 милиарди евра кредит, не само од Велика Британија или од другите меѓународни институции, доколку сте паметна држава и доколку вие рационално, транспарентно и честно, што се вели, ги реалоцирате тие средства
и тие ви донесат додадена вредност во подигнување на економијата, со тоа и подигнување на животниот стандард, апсолутно е правилен економски потек, но да не се повторувам со соговорниците, кај нас политичката култура и политичкиот менталитет на тотална корумпираност во овие 33 години, гледаме како сите претходни средства биле, да речам, на еден начин злоупотребувани, па дури имаше барање на проценти, давање на своји фирми, добро, но сега има на роков, оптимизам, говори за оптимизам апсолутно Ранџеловиќ. да, нека е оптимистички да дадеме шанса да сме живи и здрави, мислам дека за, еве да кажам, во рок од 10 години, со овој кредит од Велика Британија или овој стратегиски договор, како што се вели историски стратегиски договор, да сме живи и здрави во 2035 година, ќе ги видиме по сите параметри каде се наоѓа Македонија, каде се наоѓа Албанија, каде се наоѓа Црна Гора, и ќе видиме дали тоа е правилниот, да речам, политички инвестициски џокер на оваа влада или на оваа држава, бидејќи да не говориме, може ќе дојде некоја идна влада која ќе го почитува овој договор, дали Македонија направила вистинско стратешко пријателство или стратешки договор кој ќе ја гарантира незината иднина и незината безбедност, и ќе видиме, мерејќи се паритетно Македонија каде ќе биде во 2035 година по сите мерливи економски параметри, по сите параметри на подигнување на животниот стандард и све што значи живење во нормална, функционална институционална држава, не со Норвешка, не со најразвиените земји од Европската унија, туку со земјите од нашето окружување, во прв ред, еве да речам, со Црна Гора и со Албанија, кои се малку понапред од нас во европреговорите, да не бидеме наивни да се, да речам, компарираме со една Словенија и Хрватска, но да сме живи и здрави, ќе видиме дали тоа е правилен политички од на оваа држава и оваа влада. За ЕУ подоцна ќе говориме. Сакам да одиме со изјавата на Зоран Димитровски, тој е заменик министер за надворешни работи, откако Оливер Спасовски од СДС ма кажа дека е ништовен овој договор заради тоа што Александар Николовски се потпишал како вице председател на Македонија, а не вице председател на владата. Може да одиме со Зоран Димитровски. Е настаната техничка грешка во делот на англиската верзија, не и во македонската, која што има соодветен превод и на англиски. Се разменуваат ноти и се поправа таа техничка грешка, инаку јасно е дека во име на владата на Република Северна Македонија го има подпишано вице-премиерот. Добро. И дополнително оспорен е терминот спогодба, не станува збор за договор, вели опозицијата. Сакате да коментирате? Можем, Мирча Данчевски? Јас не оследев, мислам, овој дел, мислам, што денес на собранието, што го е било. Може би да е техничка грешка, може би со размена на ноти да се коригира таа грешка. Тоа го кажува и Димитровски. Ако е такво нешто, тогаш е во ред, нека се важно. Најважно е да не се дозволи вакви работи да се случуваат и да бидат тие, дали бил подпишан со една функција или со друга функција, да не дојде до внатре до препукувања во парламентот и до ситење едни на други, затоа што сепак станува збор за еден договор со една сериозна држава и тие прво ќе не гледаат, британците ќе ни се смеат, еве ќе македонци место да гледаат суштината на договорот, што содржи, што ќе им донесе тој или што ќе прават со него. Македонци се пресметуваат едни со други, дали бил подпишан вака или подпишан онака, мислам. Неважно е за вас. Па да, не пречи воопшто, ако може, ако се најде начин, ако може, мислам, јас не сум работел во дипломатијата и може би постојат дипломатски начини и сето тоа да се... Добро, Димитровски кажа дека постои начин, со ноти. Постои, тој е заменик министер за надворешни работи. Спасовски вели дека е ништовен, вие велите дека не станува збор за таква. Не можам да кажам дека е ништовен или не е ништовен. Добро. Добро, сакате да коментирате, Ранџеловиќ? Само сметнам дека повторно е погрешен фокусот за тоа дали е ништовен, па кој е терминот за договорот и така натаму. Ајде да ги поставиме малку обратно работите. Ајде да видиме кој е бенефитот на Македонија ако не подпише со Британија стратешки договор и да не ја земе рамката. Односно загубата, не бенефитот, да. Не, пошто нели, еве ако е штетен и не добиваме ништо, тогаш што ќе добиваме ако не го подпишеме. Значи, мислам дека најразумно во овој момент е овој договор на еден друг начин да пројде низ собранието, а тоа е да се направи една собраниска филтрација, еден договор по можност и консенсус
како и каде да се потрошат овие средства и колку. Значи, малку разум да покажеме и една политичка култура на ниво да се договори оваа држава како да ги искористи парите. Бидејќи јас ве уверувам, Македонија да заработи 6 милиарди е научна фантастика. Значи, по ниту еден основ. И сега, чисто и ќе завршам со тоа како една контрреплика на Атанасовски, тргнете го кредитов на страна. Пошто сакаме многу параметри да се споредуваме со останатите европски држави, ајде кога еден ден ќе влеземе и ние во Европската Унија, со сите фондови и со сите бенефиции на Европската Унија, јас повторно ве уверувам дека ќе бидеме најслабата, меѓу најслабите, најслабо развиените држави во Европа. Значи, таа Европска Унија не ви гарантира 100% развој дека ние сега не мора не ви гарантира ни дека Црна Гора ќе станеме. Свет доаѓа од нас и од нашиот памет. Значи, ниту британски договор, ниту Европска Унија. Сметам дека треба да се продолжи евроинтегративниот пат, сметам и дека треба стратешки партнерства со други држави. Меѓутоа, не треба вака ги гледаме работите. Нас сутра ако ни понуди Јапонија договор за стратешко партнерство и привезок да не части 1-3-4 милиарди евра на отворена кредитна рамка. Тоа значи дека алтернативен пат во Азија сме нашле. И дека сме ги запоставили евроинтеграциите. Значи, не може на се да гледаме со некаква завера, со некаква си алтернатива. Јас се надевам дека ќе бидат добро искористени, се сложувам дека не сум голем оптимист, дека било која влада, па така и оваа, успешно ќе ги искористи овие средства и дека од држава ќе стане, не знам, Бог знае што. Меѓутоа, па и не треба, па и не сметам дека токму така треба ригидно да ги гледаме тие модели. Секое партнерство е добро дојдено, било тоа не имаме договор со САД. Па никој од нас овде не вика дека САД сме го замениле со Европската Унија. Значи, стратешки договор е основата. Значи, политичкиот мотив е основата на овој договор. А пропратно, имаме кредитна рамка ако сакаме да ја искористиме. Не не обврзува како што не обврзува ММФ, Светска банка, од денес тече камата и така натаму. Значи, различни работи зборуваме, а се обидуваме да ги ставиме во еден лонец. Добро. Атанасовски, би коментирале? Помислам да не се повторуваме. Добро, критиките на опозицијата Нема безпредметни ви се, како и Ранџеловиќ што вели? Не ми се безпредметни од аспект што мислам дека политичката култура кај нас е секогаш да се критикува нешто, бидејќи ние немаме меморија на институционално дејствување на заеднички консензус околу државни проекти. Ние никогаш политичката култура кај нас не наметнала тргнување на страна на внатрепартиските интереси или кавги помеѓу доминантните политички партии, секогаш се критикувало не само за ваков стратешки договор, туку и добри, условно кажано, на очиглед на јавноста решенија секогаш биле дочекувани на нож или на критика од страна на опозицијата, не говорам за конкретно ова, едно кое, во однос на тоа да се повторувам дали е алтернатива на Европската Унија, јас не велам дека е алтернатива, туку кажувам фактичката состојба во која Македонија е најдена во овие пред се 3 години после францускиот предлог, каде што гледаме изрично ние не можеме да направиме клучен ефективен исчекор во однос на почнување на преговорите со Европската Унија, а на нас за 20 години беше тоа. Значи, ние ако сме заземале став дека не вака и под овие услови нема да го продолжиме нашиот пат кон Европската Унија, а нам, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ни вели нема план Б, туку има план А, комесарот за европроширување Марта Кос ни вели вие сте тажна приказна. Ама не ни викаат не потпишувајте договор за партнерство. Значи не ве прекинав, само извинете, сакам да кажам. Дебата е, не сте сам да така, точно, ама не ве прекинав, ве слушам, сакам често и да може да прекинав, мислам дека така или забранете. Сакам да кажам сакам да докажам во смисла дека самата Европска Унија нам кога ни вели нема план Б, туку има план А владата децидно вели дека не под овие услови нема да го продолжиме нашиот пат кон Европската Унија, јас тоа го разбирам дека ние може и децении нанапред да останеме на оваа точка во однос на нашите евроинтеграции. Така е. И затоа велам дека веројатно политички од на оваа влада, што може и легитимно е да најде алтернатива на условно кажано економскиот раст на оваа држава, бидејќи пари нема. Македонија нема капацитет да не произведе 6 милиарди евра, 6 милиарди денари македонското стопанство не е капацитетно да ги направи, а во друга ситуација ви имате
тотално сурова реалност во која велите дека не можеме ние заради тие услови да продолжиме кон Европската унија, и затоа велам, јас не велам дека владата се откажала од евроинтеграциите, ан бланко и вели готово Европската унија е завршена, приказна за Македонија, туку не под овие услови, што подразбира во наредните 5, 10, 15 години, може ние во 2035 година ќе дојде некој друг Антонио Кошти и ќе рече нема план Б за Македонија, има план А, прифатете ги одредбите од францускиот предлог. Што ќе правиме во тие 10 години? Значи, мораме ние како држава да најдеме алтернативни Можеме во патишта. овој време ќе кажат има план Б. Не, Ама тоа апсолутно не го покажала Не практика. е ова тој, не е ова тој, ниту има некаква иницијатива алтернативниот пат во Британија да го бараме со стратешки договори. Јас не знам од каде овие основи, али добро, сега си кажа Атанасовски, тоа е негово гледање и мислење, така го заклучува ова. Меѓутоа, ние што правиме ако еден ден, дали оваа влада и некоја идна влада, ги внесе бугарите во устав и ги отвори евроинтегративните процеси? Треба да го поништиме договорот со Британија, пошто алтернативата? Или тогаш нема да биде штетен? Значи, едната проблематика дека ние сме закочени, дека владата има став како што има, не под овие услови и така натаму, нема никаква врска со кредит од Британија. Јас така гледам, може нека цени јавноста. Ниту пак дека има зацкриени мотиви. Кажав и на почетокот, не е ова иницијатива на Македонија како држава или на ВМРО како партија. Нас ни дошле, ни ставиле папри британците на хартија и ти викат сакаш или не кеш да го потпишеш. Меѓу редови мора да го потпишеш. Значи не е ова дека се бореле ВМРО да дојдат до алтернативен пат и успеале во тоа со Британија да потпишат стратешки договор кој ќе обезбеди алтернатива на EU интеграција. Мислам, јас не мислам така, али. Да, велите дека им бил даден и дека морале да го потпишат. Сега морале во некоја дипломатска смисла, да, вие да разбирам, одбиете да, еден да, гигант да. во дипломатијата Но за секако. стратешко партнерство, треба да имате рационална причина за тоа. Но секако дека сакале да потпишат стратешко со Кој е одбил Британија. Британија за стратешко Да, партнерство? не станува збор за Русија да биде одбиена. Но околу каматите ме интересира зошто за вас се неважни. Претходно кажавте, Видете, Ранчелович. камата- Кога земате вие приватно кредит, не ви се важни каматите? Убава паралела. Меѓутоа, го одбивате кредитот ради каматите? Еве, Да, например, доколку се Стамбен. преголеми. И кај ќе најдете... Односно, мора да знаете колка А ви кој се кажа дека каматите. се преголеми? Ние не знаеме доколку, какви се. Доколку велам, заради тоа мора да знаете колка ви се каматите. Така е. Ако добро го разбрав, премиерот кажа дека биле под 4,5%. Да, денеска тоа беше соопштено. Сега што правиме? Не, претходно не беше соопштено, Ранчелович. Нетранспарентноста не е вод. Да. Треба да се каже. Да. Меѓутоа, кога имаме сега каматата, сега е ниска каматата, така? Да, Сега да. треба да ги земеме или не треба да ги земеме парите? Тоа е прво. Второ, ние како држава, кога земаме кредит, дали е тоа од Британија, дали е од Светска банка, ние не сме, вие за преговарате за камата треба да имате комфорна економија. Што значи тоа? Развој донесени до еден степен со економијата, благосостојба во општеството и сега ви останал проблем каматива дали ќе земеме од 2 милиона таму пониска или повисока. Македонија нема таква комоција. Тоа не значи дека треба да се задолжува по секоја цена, меѓутоа треба разумно да процени дека можеби некогаш е попаметно да земете и повисока камата од се што сте земале до сега, ако сметате имате визија и стратегија како држава, рационално да ги искористите овие Дека ќе бидат инвестиции, како што бидејќи се ако се најавува. разумна инвестиција, таа ќе ја покрива таа камата. Да. А паралелно на тоа ќе обезбеди добар живот на граѓаните. Сега збориме хипотетички, јас не знам Тоа е идејата, Тоа е, да. апсолутно, мора малци позитивно да гледаме, нели? Меѓутоа на крајот на денот ќе се вратам на почетокот. Ние немаме потреба да ги користиме. Ако сакаме, имаме можност, ако не. Ние сега збориме како да сме ги потрошиле и како ќе ги вратиме парите. Мислам, а кога Не, се мора да се знае тоа. Кога Мора да се земате знае, кредит, да. мора да имате план и како ќе ги враќате. Така е, меѓутоа еве да речеме кога земате стамбен кредит. Високи ви се каматите, високи. Без стан ќе останете на улица или ќе го земете пошто немате алтернатива. Тоа го живее државата Македонија. Пошто нема море, нема острови, нема нафта, ништо нема. Има само ВМРО, СДС, партизација и крадење. Друго, Алтернативата и тие пиперки и патлиџани што ги имаме, не сме способни да ги продадеме. За алтернативата говореше Атанасовски, планот за раст говори за некакви сериозни пари, не Да. се 6 милиарди. Ма нека се и 60 милиарди. Добро. Меѓутоа овде има народ кој можеби во мнозинството смета дека не по таа цена. Така, сега вие како премиер ќе одите против волјата на тој народ. Мицковски и ВМРО дојдоа на власт ради мнението
на мнозинството во оваа држава дека не сакаат во Европската унија со уцени дека бугарите треба да влезат во устав. И сега вие кога ќе дојдете како премиер, што ќе им кажете? Како Шешелј, кова ми е крив што сте нам верували, јас вака ќе правам и ќе ја внесам држава. Значи, имате лесно е вака пред камера ние аналитичари, ама кога ќе бидете на функција, имате и морална и кривична одговорност. Значи, ние овде може да кажеме се и се што сакам да кажам. Евроинтегративниот пат е приоритет и на ВМРО и на СДСМ, бил тој декларативен или не. Едневи имаат вакво мислење, другите имаат такво мислење. Меѓутоа, како да ви кажам, според мене поголема кривица зошто ни се случува оваа блокада не е во нашата држава и нашите партии, туку во Европската унија. Европската унија имаше ситуација во Македонија да биде премиер заев со СДСМ и да го промени името на државата, а од другава страна една грчка влада предводена од СИРИЗА тоа да го прифати и да го потпише. И на таков еден баланс, што не се случил во историјата на овие простори на Балканот, Европската унија дозволи да една Бугарија го сруши и тој договорот преспа како кула од карти, постави вето и не блокира. Па вие ако не може како унија да се справите со Бугарија, за тоа дали македонскиот јазик постои не постои 3000 бугари во устав, ако тоа е приоритетот, вина огромна има во Европската унија. Без разлика дали ќе мора да се решаваат проблемите од страна на политичарите, колку и да се невозможно решливи. Неспорно, овие сега се обидуваат, бараат некои кривини, нели гаранции одложени и така натаму, ќе успеат или нема да успеат, ќе видиме. Може ќе дојде некој друг СДСМ, ќе ги внесе бугарите во устав и ова ќе испадне како изгубено време. Меѓутоа, ако некој па и не се обиде тоа да го направи, за 100 години од сега, кога ќе учат деца во учебник историја што се случувало сега, некој ќе дигна два прста и ќе рече, па имаше ли некој малце со различно мислење па да каже стоп, да не ги внесеме. Така, пошто ние, јас, дали Па и Мицковски вели стоп, не ги внесуваме. Така, ќе видиме, може ќе биде таа добитна, може погубна ситуација. Меѓутоа, секоја влада нели со своја некоја си тактика. Искрено јас мислам дека и со внесување на бугарите во устав и со отварање на преговорите Македонија тешко дека ќе влезе во Европската унија, не преди тоа што тие заври дека нас не сака светот и така натаму, истото го мислам и за Црна Гора и Албанија, туку ќе влезат во некоја асоцијативна врска во Европската унија, ја го викам тоа зелена карта, европски грин карт, ќе бидете условно кажано полноправна членка на Европската унија, ама ќе немате право на вето. Значи, пазарот ќе ви биде отворен, све ќе привилегии, ама кога ќе решаваат главниве што се случува, вие не. Јас не можам да замислам Европската унија во кој се расправаат Македонија и Бугарија, чив бил Гоце Делчев. Никој нема да го трпи тоа. Добро, одиме со реклами и продолжуваме. Добро, анализа Мирча Адамчевски. Се најавува резолуција во Европскиот парламент. Резолуција која се однесува на македонскиот идентитет и јазик, работи за извештајот за напредокот на Македонија кон Европската Унија, и Мицковски бара поддршка од опозицијата за оваа резолуција. Циркулира веќе овој документ, можеби ќе се смени во меѓувреме, но повторно еве се вели од она што може да се види во документот, важност од усвојување на уставните амандмани, цитирам, и целосно почитување на македонскиот јазик и идентитет. Не се вели признавање, туку почитување. Но добро, може да кажете. Ние, нашиот јазик, мислам дека германскиот парламент веќе го има. Да, Бундестагот веќе го има. Го има, кажа. Со ова, мислам, дополнително да се бара такво нешто, мислам дека нема потреба. Ако се сеќавате, и договорот со Фронтекс беше потпишан на македонски јазик. Да. Јас не знам што ќе се постигне, што ќе се направи со уште една ваква резолуција. Што ние ќе подкрепиме, што ние ќе зацврстиме со таквата резолуција. Кога не е гаранција всушност да има блокади идни и вета од страна на Бугарија токму за идентитетот и јазикот, или можеби ова би било некаква гаранција. Што гледате? Видете, известителот за Македонија во Европскиот парламент веќе е нападнат од страна на бугарите за ставовите внатре што им е искажано околу извештајот за Македонија. Така што ќе има и веројатно и таму дебата, ќе има околу таа резолуција ќе се води.
но се ќе зависи од тоа прво како комисиите однапред ќе ги усогласат ставовите и со кој конечен дел ќе се излезе пред парламентот на гласање и на дебата. Нема зијан од тоа, нема што да се изгуби, но сметам дека нема потреба ние постојано да ја подгреваме таа приказна за јазикот, приказната за идентитетот, затоа што веќе имате одредени земји кои што тоа го направиле, кои што тоа го прават. Така што треба нашите сили, нашите напори да бидат насочени токму кон она што го зборувавме во првиот дел од емисијава, околу што побрзо решавање на прашањето спорното со Бугарија, околу внесувањето на бугарите во македонскиот устав, за да конечно почнеме да преговараме и отварање на преговорите со ЕУ. Така што не е зијан тоа што ќе се донесе. Но нема никакво значење за вас. Нема да не подкрепи, тоа не знаете, после и парламентот не е тој што одлучува, него Европската комисија одлучува. Може да го отфрли, се разбира. Нормално Европската комисија таму кој поготово што знаеме дека Бугарија има право на вето таму. Добро, не значи гаранција. Ова резолуција не бара гаранција идна некаква. Толку резолуции има донесено во Европскиот парламент кој што не гарантираат ништо. Да, можеби ќе се крене некоја врева поголема, можеби. Тука е проблемот на нашата дипломатија. Тие треба таквите елементи, таквите, да речеме, таа резолуција, ако се донесе, да искористи нашата дипломатија и да оди во сите земји кај што има амбасадори на Европската унија, и во нивните парламенти, во нивните министерства за надворешни работи. Постојано тоа прашање да го отвара, затоа што велат дека го отвараат. Прашањата не ги решава парламентот, прашањата ги решава Европската комисија. И таму, ако вие влијаете, да речеме, во владата во Германија, сигурно ќе има поголемо влијание врз Германија како членка на Европската комисија, отколку пратениците што се во Европскиот парламент. Значи, многу е битно извршната власт во тие земји, ако можат нашите дипломати, односно нашата влада, не треба да знаат, не мора стратегија да се прави, меѓутоа мора да се обединат сите напори, да се преземе дење ноќе, како треба да се оди во парламентите на тие држави, дење ноќе да се виси во министерствата на тие држави, дење ноќе да со колегите дипломати таму во сите држави кај што се има таму и дипломатски корови, да се разговара, да се зборува за Македонија, веројатно тоа нешто ќе придонесе за многу повеќе од овакви резолуции. Аха, добро. Може со вас, Атанасовски, да одиме. Гледате ли во ова гаранција, заради тоа што експлицитно не стои дека е некаква гаранција за идни вета? Зошто воопшто е потребна ваква резолуција? Прво, ние не треба да имаме комплексна историска ниска вредност дека некој треба нам да ни го признае јазикот. Ќе кажам неколку работи со кои сметам дека јавноста ќе ме разбере, од проста причина што многу добро ја знам бугарската историографија во последниве, да речам, 100 и повеќе години, од проста причина што во официјалната бугарска историографија се смета дека не постои македонски јазик, и самата држава Бугарија не го признава, туку го третира како дијалект или дијалектна норма на бугарскиот литературен јазик, но тоа не значи дека македонскиот литературен јазик не е признат, особено на светско ниво. Напротив, на конференцијата за јазици и лингвистика во 1977 година токму во Атина македонскиот јазик е признат во јазичната карта и нормиран во Обединетите нации. Постојат десетици, да не речам стотици школи на македонистика и македонска славистика и македонски литературен јазик признат кој се изучува на катедрите на славистички науки. Значи, ние не треба да мислиме дека бугарите, со тоа што не ни го признаваат јазикот, ни го негираат нам јазикот, кога јазикот е жива творба, веќе 80 години институционализиран од кодификацијата и нормирањето на македонскиот литературен јазик, и би било наивно, па да речам и лудо, да мислиме дека една 100-150 годишна бугарска официјална политика, која е вкорената не само во менталитетот на бугарското општество и бугарската нација, туку низ институционалниот процес, ќе се промени преку ноќ.
Значи, ние треба да сметаме дека нашиот јазик е признат. Со тоа што бугарите го негираат јазикот, како што кажи Адамчевски... И ставаат вета и блокади. Ставаат вета, да, точно, ама ние во одредбите од францускиот договор тврдевме, тогашниот министер за надворешни работи, Бујар Османи, тврдеше дека јазикот е заштитен и дека Европската унија, дека Европската унија апсолутно не го третирала прашањето на признавање во органите и телата на Европската унија како посебен македонски јазик со таа звездичка каде што се објаснувало дека Бугарија согласно нејзиниот устав различно го толкува тоа прашање, но тоа не значи дека самата Европска унија вам го негира јазикот, доколку Европската унија анбланко одбие да го прифати македонскиот јазик како иден јазик, да речам, на земја членка на Европската унија, бидејќи самите земји членки влегуваат со признати јазици во телата и во органите на самата Европска унија. Еве Бугарија е единствена држава која ја употребува кирилицата како азбука, тогаш да навистина имаме проблем и јас би бил тој што би одбивал да влезе во таква Европска унија, каде што би се негирал јазик кој е институционално животворен 80 години, признат во картата на лингвистичката карта на Обединетите нации од 1977 година, но да сметаме дека со тоа што со Бугарија под наводници дипломатски ќе се надмудруваме, ние никогаш нема да излеземе на чистина, односно јас не верувам дека ќе постои политичка влада во Бугарија која ќе рече да, официјално ви го признаваме јазикот, бидејќи тоа знам дека нема да се случи. Дали е тоа исправно? Апсолутно не. Дали треба така да биде? Апсолутно не, бидејќи има политички аналитичари, извинете, во Бугарија, кои коментирале токму и во вашето студио биле гости кај ваши колеги и колешки, каде што велеле, тоа се либералната јавност на Бугарија, дека е невоспитано и прашање на добро воспитување и добро поведение на некому да му негирате и да му наметнувате каков јазик сака да говори. На Бугарија ја знаеме каква ја елаборира. Сега, значи, однос дали има гаранции. Трагедијата е што ние не може да мислиме дека ќе има гаранции поради тој механизам на право на вето. Нам ни гарантираше, јас 100 пати да речам, сум рекол. И тука ќе се согласам делуме со Рангеловиќ, јас сум многу револтиран од ставот на Европската унија кога се потпиша Преспанскиот договор. Најмокната жена во светот, не во Европската унија, тогашната германска канцеларка Ангела Меркел дојде во Скопје и рече ова е последното условно кажано барање да се потпише Преспанскиот договор. Добро, но тоа е завршено. Не, завршено. Сакам да кажам. Да. Нам историската практика ни докажала дека не треба да бидеме наивни ние да веруваме дека ќе има гаранции, но од друга страна тој историски комплекс или тој страв дека ако ги почнеме преговорите со Европската унија нас ќе не бугаризираат, ќе не го земат идентитетот, исто така се за мене бесмислени, бидејќи ја имам друга теза. Блокираните перспективи евроинтеграции го бугаризираа македонскиот народ со тоа што зема 200.000 бугарски пасоши да се исели токму во Европската унија. Колку повеќе оваа држава има нема перспектива во Европската унија, безперспективна е на секое поле, толку повеќе масовно македонските граѓани, само извинете, земаат бугарски пасош, а токму ние знаеме како се зема бугарскиот пасош, каде што институционално ќе потврдите дека ви имате бугарски происход. Поголема бугаризација од таа нема, напротив, одењето кон Европската унија може да го зацврсти идентитетот во таква мултилатерална организација како што Европската унија и Македонија да направи културолошки и идентитетски пласман на европска, со тоа и светска сцена. Тоа е мојот став. Мала критичка провокација, не мора реплика, меѓутоа велите да не бидеме наивни да бараме гаранции, а треба ли да бидеме наивни да очекуваме дека ако ги внесеме бугарите пак има гаранции дека ќе бидеме членка на ЕУ? Чисто онака го нафрлам. Делот на резолуцијата. Да, околу резолуцијата. Зошто е важна? Гледате ли дека е важна? Јас гледам дека е важна. Добро. Зашто? Гаранции нема, се согласувам со согораниците, меѓутоа тоа е една дипломатска победа за оваа држава, која може би има некоја тангибилна вредност, меѓутоа јас сметам дека се ствара терен. Едно е Европската унија да не го негира македонскиот јазик, друго е формално да го усвои и признае. Со ваква резолуција, што според мене, доколку пројде во Европскиот парламент, тешко дека ќе биде одбиена од Европскиот совет, бидејќи истиот треба да има рационална причина да го одбие. Која ќе биде причината дека не постои македонскиот јазик? Мислам, сега. Но што ќе допринесе во спорот? Еве што ќе допринесе. Сметам дека се создава
една, како да кажам, Коалиција? мембрана Добро. Или за брана на евроинтегративниот Бугарија? процес веќе да не дозволи ниту една држава да ја блокира Македонија врз база токму на таа точка. Постоење на македонски јазик. Или читајте ми ги редови, Бугарија веќе да не може да ја блокира Македонија, еве утре ден ќе влезат Бугарија во устав или ќе се најде некој решение ќе ги отпочнеат преговорите. Со усвојување на една таква резолуција, Бугарија веќе по тој основ не може да стави вето. И формално нема да може да стави. Тоа не е мала работа. Знаеки каков е нашиот проблем со Бугарија. Да била мала работа, денес во Бугарија немаше да биде хаос на оваа тема. Во Бугарија денес во медиумите е хаос на темава. Се трча и се прави се за оваа резолуција да не помине. Ако не е важно што трчаат. Добро. Така гледате. Добро, и околу многу малку време имаме, но најавата за посредништво на Австрија може ајде, Мирча Адамчевски, со вас малку време имаме, но најава дека Австрија би посредувала во македонско-бугарскиот спор. Претходно Унгарија беше спомната, тоа е затворено, заборавено прашање. Отфрлено беше од страна на Бугарија за посредници. Ќе не вратите на почетокот од дебата. И Хаг, дека во Хаг би имало некакви преговори во кои би влегле ќе ме вратите на почетокот на дебата. Да. Ние Британија како спонзор, ние требаше да искористиме такви држави, Германија, Британија или други, да ни бидат спонзори, кон тие ни беа спонзори нас на патот кон Европската унија, ние ќе ги немавме овие проблеми, досега ќе имаше многу работи решена. Сега прашањето го поставувате Австрија дали може нешто да направи, таа да посредува. Австрија нема моќта на Германија, например. Ја нема моќта на Франција. Гледаме тие за кого германците ги поддржаа Хрватска и Словенија, Франција ги поддржа Романија и Бугарија. Така што мислам, би било многу добро и добро да се понуди Австрија да посредува, но не знам... Но дали ќе биде воопшто прифатено од страна на Бугарија? Но не знам тоа, може би и ние нешто нема да прифатиме, ја не знам на кој начин ќе биде тоа посредувањето. Знаете, кога се посредува, па треба интересите на едниот, по интересите на другиот, и придол процес да ги собереш некаде тие интереси, да ги согласиш. Секој посредување е добро, меѓутоа влијанието на Австрија врз Бугарија не е такво при посредувањето, како што би било да речеме не на Америка или не на Германија или не на Британија. Тоа ми е поентата. Добро е да се посредува и треба да се посредува, и ако се отворат преговори такви, нека се отворат, но резултатот друг би бил ако имаш некој спонзор како оној за кој што зборував на почетокот на емисија. Да. Добро. Атанасовски. Самиот француски предлог, јас многу пати во вашето студио, по сите телевизиски студија сум велел дека беше изнудено решение врз база, тоа го велиме посредување, не, јас тоа го велам дипломатски жесток притисок на Франција, Емануел Макрон, председателот на Франција, Олаф Шолц, тогачниот премиер на Германија и Ентони Блинкен, државниот секретар на САД. Значи Бугарија за да попушти од веќе ставеното вето и да направи одстапки условно кажано со условено вето претходно со прифаќање на протоколи и вметнување на бугарите во уставот, тоа беше притисок, како што ние велиме сега посредување од Австрија, бидејќи ако нема таков дипломатски жесток притисок, ние имаме тотално диаметрално спротивни ставови како две држави во однос на гледиштата. Бугарите имаат едни гледишта во однос на тоа што го условуваат во однос на Македонија, а Македонија сосема други гледишта во однос на незината интеграција кон самата Европска унија. Тотално се разминуваме и ако нема такво посредништво, апсолутно ќе останеме ние на мртва точка. Апсолутно тие посредништва се добре дојдени, но јас во овој даден момент не гледам не во Европската унија, во Бугарија начин и создадена политичка клима, условно кажано да се најде политичка влада или Народното собрание, да најде консензус од 121 пратеник, па да ретерира од претходно изгласаниот француски предлог, каде што изрично се бараше вметнување на бугарите во уставот како услов без кој не се може да се продолжат преговорите на Македонија со Европската унија. Точно, оваа влада имаше некои си дипломатски напори веднаш кога ја формираше новата власт да наметне дека прифатливо решение за оваа влада е одложено внесување на бугарите во уставот, тој премиерот го говореше во Брисел и во официјалните бриселски коридори. Тоа беше став. Не само што се заборави Билјана токму, бидејќи видоа дека
тој дипломатски обид удри условно кажано на камен во бугарската политичка официјална јавност во моментот кога Бугарија имаше техничка влада. Потоа се чекаше да има политичка влада, сметајќи дека со техничка влада не може политичка влада со техничка влада да решава волку круцијални прашања, па тоа беше да речам дипломатска стратегија на нашата влада да се почека да се формира политичка влада во Бугарија на ниво еквивалентно да разговараат две политички влади. На крај видовме дека и политичката влада во Бугарија апсолутно не се поместува ни за јота од претходно нивните утврдени ставови и сега ние сваќаме дека треба нови дипломатски напори да правиме, но тоа исто така мене ме води на воденицата дека колку и ние да се трудиме легитимно и оваа влада и овој премиер тоа да го прави и надворешна дипломатија, пак ќе се сведе на тоа дека бугарите нема да попуштат ни за јота без вметнување на бугарите во уставот Македонија да ги продолжи преговорите со Европската унија, а од друга страна премиерот постојано вели дека додека е тој премиер и политички лидер на оваа држава, одбива вакви услови да ги вметне бугарите. И затоа велам дека ние сме во пат ситуација во која јас не гледам како ние Рубиконот ќе го преминеме, односно ќе ја преминеме оваа пречка и Македонија ќе го заобиколи условно кажано тој француски предлог или тие одредби за да ги продолжи преговорите со Европската унија. Дали тоа е добро за Македонија? Јас не би говорел дека тие се услови кои требаше да бидат поставени, но јас секогаш говорам која е суровата реалност во која е многу подобро на јавноста да и се објасни какви се политичките позиции кои Македонија ги има и политичките потези кои може или политичките маневри во дипломатијата да ги направи, одошто ние да велиме времето работи за нас, како што велевме во спорот со името 27 години и заврши така како што заврши. Мислам дека е многу почесно секогаш како држава да се сосредоточиме во однос на реалноста и максимално можното добро за оваа држава да го извадиме, а веќе кога не се согласуваме да кажам со тие поставени услови, да кажеме правиме мораториум бидејќи ние не можеме и нема излез. Да одиме, да, нема излез и не можеме да отиме понатаму во Европската унија со овие услови. Да. Ранџеловиќ, само да додадам, за ваква средба на самитот на НАТО, Мицковски каже дека го поздравува и го отвори прашањето, како вели тој. Добро би било да се отвори прашањето да објасни Бугарија за 200.000 македонци кои исчезнале во Бугарија во периодот 1956-65. Со ова практично се отвараат нови прашања и нови и невозможно ќе биде да бидат решени. Па да, генерално јас не би ја ширел и должел приказкава тоа колку е веќе комплицирана со Бугарија. Да. Сметам дека ирелевантно е дали Австрија или било која сила на светот ќе биде посредник, бидејќи и Господ да посредува и двете страни да се договорат, цела Европска унија треба да го прифати тој и да го изгласа. Да. Така што не е жешкиот костан во тоа дали Австрија е председавач во тие некакви си разговори, преговори. Сепак, да, таа средба помеѓу Силјановска, да речеме Давкова и Радев, повеќе да се случи, да видиме што може да се направи. Меѓутоа, деломно се сложувам и со Атанасовски, каде што вели дека нели реалноста треба да се веќе дојде на ситуација каде што треба да му се каже на овој народ, ваква е ситуацијата. Сега за поитро да изигра оваа влада според мене, она што и недостасува во овој момент, бидејќи куршумиве веќе нели полека се трошат дипломатските куршуми и обидите да се најде некој решение, е институционално да се подкрепи ставот на оваа влада. Значи, досега тој бил владен став, да претворат во државна позиција. Како? Дајте во собрание, отворете го уставот, нека не поминат уставните измени и имате формален документ дека собранието и оваа држава не се согласува бугарите да влезат во устав. Да не биде после кривицата на оваа влада и на ова ВМРО. Така, значи, напрете го тоа државна позиција. Тоа е едната варијанта, а втората, пуштете го на референдум, макар и консултативен. И бидете мажи и кажете на крај. Народот Немојте само бидете мажи, добро. Бидете и жени, се извинувам. Едноставно ќе имате изговор да се оградите од вашата владина позиција моментално и да кажете ние го консултиравме народот не сака бугари во устав, барите друго решение во Брисел, не сум јас крив, не е оваа влада крива, ова го сака народот. Бидејќи во овој момент владата се бори на едно партиско, односно владино ниво, тоа е нивни став како влада, меѓутоа не и државна позиција. Формално не е државна позиција. Затоа велам дека треба да се обидат, тоа е последен обид институционално. А што ќе биде од тоа,
Затоа доаѓате на власт, сте функционери, нели имате одредени бенефити, сносете и одговорност, а кога победувате, се фалите, кога губите треба. Кога имате привилегии, така, да, Мала да, реплика, добро може? изгледа власта. Па Ако да, има- на крај сме може. Се согласувам дека апсолутно владите добиваат легитимитет од, како што вели соговорникот Рангеловиќ, народот. Јас тоа го велам граѓаните, бидејќи народот е малку по популистичка форма и апсолутно секогаш вела дека на благодарение на ветувањата кои ги дали го добиле легитимитет од владеат, но во однос на носење на тешки државнички одлуки, особено ваква држава со вакви политички елити, секогаш треба малку да гледа позади ридот, односно не секогаш да се поистоветува со генералното јавно мислење од проста причина, што ќе кажам, ајде еве друг пример. Точно, не се согласуваме ние ни со промената на името, ни со внесувањето на бугарите во уставот, но во воената 2001 година, јас мислам дека апсолутно низок процент на етнички македонци беа согласни да се подпише Охридскиот рамковен договор кога се подпишуваше за окончување на воениот конфликт. воена состојба Не, и- извини. Не Сакам да извини, не е така. Воена состојба Ама и- народот ако го Сега прашавме веќе на смири се. референдум за евроинтеграции, 2001 евроинтеграции година, и воена состојба, иднина е на државата. замена на тези. Значи, Не тоа е иднина. како замена А на- што се консултираше СДСМ со референдум? Зашто го прашува народот? го праша, Зошто? доби одговор дека ама не. И па тоа велите вие да не го прашува да гледа Не за да не го дридот. праша, Значи не јас реков гледале за дридот. апсолутно треба да гледа Е, така. повеќе позади ридот. Па не зашто гледале ако го за праша- дридот. Ма Го не, на прашува СДСМ народот на гледаш- консултативен Да, и референдум. народот каже дека не се Значи не согласува гледале со за дридот, на него- консултативен и на крај Не го гледале за ама на дридот. крај го донесе. Ама не гледале за Преспанскиот дридот, договор, така. така како што го донесе. Така и ова. Ако се прашаше Рамковниот народот договор 2001 е за рамковниот подметнат. договор, апсолутно ќе беше отфрлен и Македонија другата алтернатива ќе беше веројатно граѓанска Рамковниот война. Да, договор е точно големите се- светски сили И наметнат на овој Македонија. Не е Преспанскиот така. договор што е Па наметнат. не е така. Решение меѓу Македонија Прво, и Грција. Преспанскиот договор е подпишан меѓу двајца министри на ниво на министри на две влади. Рамковен договор е подпишан од премиер, председател, лидери на опозиција и представници на Меѓународна сите заедница. најважни релевантни фактори во државата во неформална воена состојба. Мислам, бешаме баби, Да, жаби, ама едното и Танасовски. другото станува Па све иднина за државата и стратешкиот договор со Британија од 6 милиарди да иднина. го ставиме тој на И референдум. па тоа викаме. Нека ги ставиме. Тоа ви Ако така не треба да да, го да ставиме, водиме политика. глупости. Вие апсолутно. велите да го ставиме, не Не, јас. не, ама кажавте вие Вие дека велите да гледаат за граѓ- дридот, тогаш Па нека за- гледаат сите за дридот, А така? нека гледаат, ама го ставија на консултативен, видоа Значи ридот не докаде. гледале, е така. И па и овие Не нека го видоа- стават, нека видат го докаде е ридот и нека Ма одлучат, ридот се тоа велам знае, јас. граѓаните апсолутно, односно народот е против францускиот предлог, сите релевантни јавни мислења го кажуваат тоа. Кои се тие релевантни јавни мисли? Има, јас мислам дека ги Не бе добро наведете ги. Кои? Ги имало истражувања на во сите истражувања. релевантни. Добро. Вие мислите дека народот, односно граѓаните, ќе го прифати Не, францускиот ја не знам, треба да ги прашаме Ајде, ќе го формално, ставиме. правно, официјално и да видиме, а Може. тоа институти вакви онакви, Ќе ги прашаме и мислам дека граѓаните ќе бидат за францускиот предлог, туку владава добро, почина. без иронија сега си Па сега, правиме, добро, муавет, еве, не се лутете знаеме, на не се дебата сме, лутиме, не. Да, ама знаеме точно граѓаните како ќе кажат. Вие може И мислам знаете, дека е јас не. добро, да, па еве ќе видиме кој ќе го ставиме. А еве ама гледаме, мислам дека го е изгласа добро, ВМРО со точно. апсолутна власт, спротивно на вашите тези. Така е, ама Значи мислам дека граѓаните не мислат како вас. што не мислат дека треба да го прифатат францускиот Не предлог. не францускиот предлог, него тоа што го велите. Што велиме, јас велам Значи- дека треба да се стави францускиот предлог и доколку Францускиот граѓа- предлог е завршено на референдум. приказна, се враќаме сега во Па рамковен кажавме договор е дека- француски Не, предлог. не, кажавме дека треба да се слуша народот. Вие рековте дека таа политика е исправна. Еве да го ставиме добра На крај причина сме. и добар предлог е Да. да го ставиме францускиот Да, предлог на крај сме. на задолжителен. Е па што да ставиме? Треба да Тогаш ставиме рамковно едно го ставиме. просто прашање, дали народот сака Македонија да се интегрира во Европската унија под овие услов услови. бугарите да влезат во Ама уставот тоа не е на Унија. единствениот услов. Апсолутно, ВМРО, не затоа велам не го ставите вели- францускиот предлог како што вели тој, Да. туку ова прашање. Добро, Бидејќи ќе го ова е ставиме. Ова е трик прашање. Три Апсолутно, прашања, да, да. живи и здрави. И ќе се Да, се согласат разбира. граѓаните. Е, Благодарам така, што сте француски гости. предлог. Благодарам што ме гледавте, пријатно.